весте на Ирис телевизија. Кумановска фирма за 700.000 денари ќе изработува техничката документација за изградба на секундарна гасификациона мрежа во Штип. Одлуката ја донесе штипскиот градоначалник Благо Бочварски на одржаната лицитација. Се очекува и веќе на почетокот на наредната година да се постави првата цевка од мрежата, која ќе биде долга 20 километри. Кумановската фирма Простор ќе ги изработува идејниот и основниот проект за изградба на секундарна гасификациона мрежа во Штип, соопшти градоначалникот Благо Бочварски. Одлуката ја донесе откако се одржа јавна електронска аукција на која учествуваа вкупно 5 фирми. Јавната аукција е завршена со тоа што учествуваа 5 компании, од кои најевтина беше компанијата Простор од Куманово, која што е подготвена и дава понуда за 700.000 денари да го гасифицира, да ја испроектира гасификацијата на градот Штип. Ова значи дека цената која што ни беше претходно предвидена, од оваа цена е доста пониска и сумата е намалена, со што изведувачот се нафаќа да во рок од 3 месеци го заврши идејниот проект и дополнителни уште 3 месеци да го заврши и основниот проект за гасификација на градот Штип. Бочварски забележа дека според најавите од фирмата, градот Штип веќе до крајот на годината ќе има комплетната документација за изградба на секундарна гасификациона мрежа, а на почетокот на 2019 година се очекува да се постави првата цевка од оваа мрежа. Превентивните прегледи укажуваат дека кај децата на возраст од 6 до 9 години се детектираат најмногу деформитети на рабетниот столб. Сколиоза и кифоза се најчестите болести со кои се соочува најмладата популација. Сколиоза и кифоза се најчестите болести на рабетниот столб со кои се соочуваат децата од предшколска возраст. Последните испитувања направени во Штипскиот фудбалски клуб Галос укажуваат на алармантна состојба. Од вкупно 75 прегледани деца, дури 35% од нив имаат проблеми со рабетниот столб. Статистиката збори дека беа прегледани 70 до 75 деца, од кои што 30-35% имат проблем со сколиотични проблеми. Значи, сколиотичните проблеми почесто страдат деца од 6 до 9 години, кои што од самата причина што мускулатурата на децата не е развиена добро, но и со стилот на живот, нели, за доста длги часови во школа, намалена физичка активност, тешки ранци за школа, седењето пред компјутер, телефон, лаптоп. Потребно уште од најрана возраст да се воведат спортски активности и децата преку игра да ја усовршуваат својата моторика. Наставниците по физичко образование сметаат дека е потребно воведување на повеќе часови по овој предмет од прво до пето оделение, но часовите да не ги држат оделенските наставници. Тој педагог или стручно лице, да го кажам, ќе има конкретна задача во спроведување на конкретни реализирани содржини и релација кај што ќе биде задолжително во еден поквалитетен процес за откривање на раните појави на деформации и санирање на исти. Деформитетите на рабетниот столб кои се јавуваат кај децата се алармантни, а поради незастапеност на физичката активност и лошата исхрана се поголем е бројот и на деца со прекумерна тежина. Преку инспиративни говори, младите презентираа како ја доживуваат учителската професија. Студенти и професори од сите педагошки факултети во земјава денеска во Штип говореа за учителите го менуваат светот. Студентите од сите факултети за образовни науки или педагошки факултети денеска има инспиративни говори на тема Учителите го менуваат светот. Деканката на факултетот за образовни науки при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, Сонја Петровска, вели дека оваа манифестација ја организираат веќе втора година поред, со цел да се промовира учителската професија. Сметаме дека со овој настан ќе придонесеме во афирмација на учителската професија и ќе им дадеме можност на нашите студенти да се самоафирмираат и како личности кои што мислат и говорат за она што ќе бидат. Студентите кога зборуваат, ние треба внимателно да ги слушаме. А учителската професија е малку занемарена, меѓутоа многу за почит.
Тоа треба сите да го имаме на ум. Студентката Кристина Тодоровска од Скопје забележа дека во својот говор ќе покаже и докаже дека учителската професија е една од најблагородните и најхумани професии. Со голема труд и енергија и љубов кон работата која што имаме може да се постигне со сите иновации кои што би ги внесувале, методите, новите методи, игрите кои што би ги воведувале, би можеле многу да постигнеме и да направиме големи промени. Елизабета Пандиловска од Педагошкиот факултет во Скопје забележува дека ваквите манифестации во кои се вклучени студентите се добредојдени со цел да се мотивираат, а забележува и од имаат и што да кажат од нивен аспект за професијата. Прашана колку младите се мотивирани да се запишуваат на педагошките факултети во земјава, во услови кога платите на учителите не се високи, а имаат и низа на обврски надвор од часовите, и дали имаат направено анализа за оваа прашање, Пандиловска вели дека работат на интерни истражувања, а резултатите очекуваат и наскоро да се објават. За жал сликата е таква како што кажавте вие. И учениците веќе во самото образование, можеби повеќе во оној средношколски циклус се повеќе помалку да речам заинтересирани за учителската професија. Не е важно дали станува збор за првиот циклус или вториот циклус на образование. Демотивацијата е токму од сите тие услови во кои што денес се наоѓа учителската професија, пред се малата финансиска неповолна ситуација во која се наоѓа професорскиот и учителскиот кадар, условите во кои се работи, притисокот од родителите, од самата средина. Пандиловска смета дека идните учители треба да следат она што се случува во Европа и светот. Од аспект на професијата, многу е значајно и студентите, односно идните учители, покрај теоријата, да ја имаат и практичната настава. Уапсен полицаец во Кочани кој продавал дрога на зависници. Денеска градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски изврши увид во градежните активности кај платото пред пензионерскиот дом, каде се работи на реконструкција на старата подна површина, заменувајќи се со бехатон, за подобар лик на централното градско подрачје и полесно движење на граѓаните. Интензивно се уредува платото кај пензионерскиот дом во центарот на Штипа, кој е во непосредна близина на градскиот плоштад Слобода и е едно од најфреквентните места за пешаците. Градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски денеска изврши увид во градежните активности кај платото, каде што екипи на јавното предпријатие Стипион 2011 работат на реконструкција на старата подна површина, заменувајќи ја со бехатон за подобар лик на централното градско подрачје и полесно движење на граѓаните. Целосно ќе го поплочиме овој простор со бехатон, со што ќе го разубавиме ликот во централното градско подрачје и ова верувам дека ќе постане култно место кое што ќе привлече многу внимание и така заслужува и Штип и штипјани да имаат убав центар и централно градско подрачје. Во овој дел ќе се изгради и нова модерна фонтана, која што посебно ќе даде нов квалитет на овој централен дел на нашиот град. Сакам при тоа да го свртам вниманието на граѓаните дека не работиме само на инфраструктурата која што се гледа, туку работиме и на оние зафати кои што не се гледаат, а се подземни инсталации, но вршат многу работа на сите граѓани кои што живеат во овој дел на градот. Претходно јавното предпријатие ИСАР направи реконструкција на 20 метри од канализационата линија која по долг период правеше проблеми на станарите и водоводна линија во должина од 60 метри. Вкупната инвестиција за овој проект во централниот дел на градот чини 2 милиона и 700 илјади денари, обезбедени од буџетот на општина Штип. Зголемување на старосната граница нема да има, а пензиите се стабилни и безбедни, изјави денеска министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Царовска на пресконференцијата во владата информира за сработеното во изминатите 11 месеци. Рече дека вкупно 4535 стечајци добија позитивни решенија, а околу 90.000 граѓани по висока плата. Обезбедени се средства за 138 нови вработувања во центрите за социјална работа и се вработени 486 лица на неопределено време во градинките. Отворени се 3 нови регионални преноќувалишта за бездомни лица и е завршена реконструкцијата на 30 центри за социјална работа кои обслужуваат повеќе од 200.000 граѓани.
Опсен полицаец во Кочани кој продавал дрога на зависници, кај него полицијата пронашла марихуана и поголема сума на пари. Освен кривична, полицискиот службеник заработи и мерка притвор од 30 дена. Затекнат на лице место од своји колеги, 36 годишен полицаец од Кочани дилал дрога на зависници во близина на градскиот плоштад. При претресот покрај марихуана, полициските службеници од одсекот за недозволена трговија со дрога пронашли поголема сума на пари кај него. Во близина на градскиот плоштад во Кочани, пријавениот е фатен на лице место во моментот на продажба на марихуаната. При претресот кај пријавениот пронајдена е поголема сума на пари, а марихуаната, која е предмет на купопродажба, со потврда е одземена од ИР. Претходно во 2 наврати на истото лице, ОА за сума од 11.000 денари му продал марихуана, велат од полицијата. Од месец февруари до месец април 2018 година во 2 наврати на ИР лице од Кочани за сума од 11.000 денари му продал околу 80 грама наркотична дрога марихуана. Полицаецот од Кочанската полициска станица кој продавал дрога е уапсен и против него СВР Штип денеска до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава за недозволено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Истражен суд е на претходна постапка на ОА му одреди мерка притвор од 30 дена. Ова е втора кривична пријава годинава поднесена од СВР Штип против полициски службеник во МВР. Предходно 57 годишен инспектор од Штип заработи кривична пријава за подкуп од 300 евра кој ги побарал и земал од странски државјани. 14 годишна штиплянка пријавена за исчезната во полиција. 48 годишниот татко на девојчето вчера во полициската станица пријавил дека пред 2 дена на 11 април годинава од домот во непознат правец се оддалечила неговата малолетна ќерка. Се превземаат мерки за пронаоѓање на лицето, соопштуваат од МВР. Со следниот прилог ве водиме на градскиот пазар во Штип да ги видиме цените на производите. Убавото време на градскиот пазар ги привлече граѓаните да пазаруваат вообичаено во петок како за цела седмица. Пазарџиите цените не ги променија на производите споредено со претходниот пазарен петок. Портокало 60, од овошкето и бананата 60, лимоно 70, петлиџано розов и 100 денари, крставичката 70. Суво зрне 100, иста цена како и секош. Стотка гравчето со 120, оризо 60. Крставичката 60 динара убава, доматите се 80, банани има 55, 50, јагода има 100 динара е канчето, тивата е 80, лимоно 60, мандарини има 70, портокалче имаме 50 динара, пиперчето е веќе 140. Здрава храна секогаш има на градскиот пазар и е барана од граѓаните, а разновидноста на производите примамливи за секого. Зелката 30 денари од кило е, тиквата е 100 денари кило, броколата е 120 кило. Ѓумберот 220 кило, моркова 40 денари, пашканата околу 130 денари кило доаѓа, роквицата 15 денари кило, ова парче, магнолосот 10 денари парче, цекото 30 денари, блитвата е 15 денари од парче, лукчето комичето се по 10 денари, лутото перчето е 3 за 20. Штипјани велат дека изборот на градскиот пазар е одличен. Што ќе купите, што ќе однесете на господите за вискот? Зелка, пиперка, спанат, ориз и гра. Убав избор, мислам, цените добри ли се? Е, супер се за тие што имаа по 30.000 пензија. А за тие 12 не. Зелка 20 парче, селата 20 парче, млад компир 60 кило, люто 150 кило, краставица 60 кило. Брокола 100 кило. Гравче 100 денари, кикиритка 120. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден и без оглед на тоа што денес е петок 13 велат ден лош, пазарџиите напротив задоволни од прометот, токму на петок 13 поголем промет за нив. Утре сабота ќе се одиграат редовните првенствени кола во рамките на машката и женската суперодбојкарска лига на Македонија. Во Штип одбојкарите на Угада Студент
ке се сретнат со екипата на Вардар од Скопје, а надпреварот ке се одигра во спортската сала Јордан Мјалков со почеток во 15 часот. Женската екипа на Угледа Студент во ова коло ке гостува кај тимот во Куманово. Фудбалските второлигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од редовното 20-то коло. Екипата на Брегалница ќе гостува на тимот на Осогово во Кочани. Фудбалерите на Брегалница, третиот круг во втората македонска фудбалска лига го започнаа со победа во Штип против тимот на Каменица Саса. Веќе утре сабота следува редовното 20-то коло во кое Брегалница ќе гостува на тимот на Осогово во Кочани. Пред само 2 недели Брегалница одигра нерешено 2:2, а во пресет утрешниот надпревар во просториите на фудбалски клуб Брегалница се одржа пресконференција. Утре очекува тежок надпревар, тоа го покажа претходниот надпревар со екипата на Осогово. Мислам дека нашата екипа е подготвена да го даде максимумот, иако екипата на Осогово има посилни мотиви против Брегалница, знаеме тоа дека е едно соседско дерби, секогаш било неизвестно. Меѓутоа, нашата екипа е во целост подготвена, немаме повредени играчи, единствено Темелков нема да настапи поради жолти картони, меѓутоа сите играчи се во строј другите и мислам дека со едно залагање, со една максимална борбена игра, ќе се вратиме со 3 бодови, иако ќе биде тешко, меѓутоа ние очекуваме победа во Кочани за во понатамошниот дел да биде полесно за борбата за првите 2 места на табелата. Исто така очекувам од публиката подршка, иако гостуваме, меѓутоа знаеме дека интересот за штипијани за фудбалот е голем, очекуваме многу подршка од штипската публика во Кочани и нормално нашите фудбалери да возвратат со победа. Осогово е незгоден противник, кој со дисциплинирана игра и со помош на штипските навивачи може да се победи. Очекувам нашите момци да го дават својот максимум, да дојдеме до 3 посекувани бода и се надевам дека ќе го задржиме второто место, а се надевам исто така и со еден изненадувачки резултат во текот на првенството на Беласица, зошто да не го нападнеме и првото место. А момците се максимално спремни, како што каже и директорот, имаме само еден мал хендикеп со неиграњето на нашиот везен играч Темелков поради 5 жолти картони, но веќе во вторник имаме воредно коло, очекуваме тој веќе да биде во стројот и да нема никаков проблем. Играчите се максимално подготвени за нов предизвик во кој, ако сакаат да го задржат второто место, ќе мора да атакуваат на 3 бода. Екипата е максимално подготвена, атмосферата е на посокувано ниво, сите играчи сме спремни. Како што видовме од претходната утакмица, Осогово не е за подценување, но доколку ние утре покажеме на добра борбена игра, победата нема да изостане. Еве ги комплетните двојки за ова 20-то коло. Тиквеш Плачковица, Каменица Саса Беласица, Осогово Брегалница и Победа во Ландово Борец. Слободен во ова коло ќе биде тимот на Кожув. Сите надпревари ќе се одиграат утре сабота 14 април со почеток во 16 часот. Тоа е се што ви подготвивме за денес. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.